Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на 24 од Сесрце. Пред да ви ја најавам денешната тема и моите гости со кои што денеска со задоволство ќе поразговарам, сакам да ви напоменам неколку интересни работи. Дали сте се запрашале што е заедничкото меѓу актерите како Ентони Хопкинс, Джим Кери, Том Круз, Дженифер Анистон, Вупи Голдберг, понатаму режисерот Гај Ричи и неговиот колега Стивен Спилберг? Можеме тука да ги спомнеме и Џон Ленон и Шер, научниците како Томас Едисон, Алберт Ајнштајн, Мајкл Фарадеј, уметниците Да Винчи, Ворхол, Пикасо, боречката легенда Мухамед Али, писателите Агата Кристи, понатаму можеме да ги споменеме и познатиот готвач Џејми Оливер и Стив Џобс. Доколку некогаш сте разлистале на интернет и сте прочитале што им е заедничко на сите овие познати личности кои што се неверојатно успешни во она што го работат или што го работеле, тоа е дислексијата. Знаете дека кај нас табу тема е да се разговара за одредени работи, меѓутоа во Македонија однеодамна постои едно здружение кое што навистина на одличен начин се обидува да ја актуализира дислексијата и да ја покрене јавната свест. Пред да ги најавам гостите, јас уште ќе ви ја прочитам онај дефиниција која што на интернет можете да ја најдете. Вели дека дислексијата е состојба која што каде што постојат потешкоти и при читањето и разбирањето на прочитаното. Луѓето кои ја имаат нормален вид и слух и навика за пишување, но имаат тешкоти и при пишувањето на букви или зборови по саканиот редослед, или некогаш ги мешаат дел од буквите. Така, например, Б и Д или П и Н. Често мешаат и блиски зборови, не обрнуваат внимание на интерпункцијата и читаат со монотон глас. Многу често ги пишуваат зборовите онака како што ги слушаат или како што ги изговараат. Децата кои страдаат од дислексија, ова е особено важно да се спомене, дека не заостануваат во менталниот развој од своите врсници, па дури во некои случаи ги надминуваат. Овде во студиото имаме една дама која што на сите генерации наши гледачи им е одлично познатата актерка Катина Иванова. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи на емисијата. Така, и Дамјан Николовски, претседател на она здружение кој што јас го споменав во најавата, Здруженијето за дислексија Ајнштајн. Добро дојдовте, Дамјан. Добро ве најдов. Се надевам дека навистина ќе успееме да им го доловиме ова што го прочитав јас во оваа последна реченица, дека дислексијата не значи пречки во менталниот развој на личноста која што ја има оваа состојба. Затоа и ги прочитав имињата на сите овие познати дислексичари кои што всушност немаат никакви проблеми за да станат славни и за да допрат до нас, нели? Кога ќе слушнеме дека некој славен прави нешто, тогаш станува навистина интересно и познато. Катина е токму овде во студиото како представник на тие познати дислексичари, меѓутоа на наш терен. Да. Така. Само географијата е разлика. Така. Иначе има и многу нобеловци и многу научници кои што имале дислексија. Јас првпат се сретнав со дислексијата, со зборот дислексија, бидејќи не бев ни свесна, нити некој тоа го лоцирал кај мене. Јас имав потешкоти во пишувањето, во читањето, во учењето на буквите. Меѓутоа, некаде во мојата 35-та година, на една случајна средба кај мои пријатели, покажаа некоја разгледница која што сум им ја спратила од море и вели еден човек: ова е пишување на типичен дислексичар. Што е тоа дислексија? За жал, тогаш ми ја открија и за среќа и за жал, затоа што поминав еден трновит пат, додека се справам самата со проблемот кој што го имав, а кој што никој не знаеше, не можеше да ми помогне едноставно. Така. Комплексите кои што ќе се добијат од нетретираноста или неосвестеноста на проблемот кој што го има дислексичарот е поголем отколку самата дислексија. Ќе позборуваме понатаму во текот на емисијата за тоа градење и губење на самодовербата кај деца и луѓе со дислексија, за тоа колку е важна самодовербата и зошто е важна. Го споменавме Здруженијето за дислексија. Може на почеток Дамјан да ни каже од кога постои, кои се активностите кои што досега ги поминавте и што планирате за понатаму? Вака здруженијето е релативно ново здружение, формирано во декември 2013 година. Така. Активно работи од некаде при крајот на 2014 година. Значи, наша главна цел е подигнување на јавната свест за дислексијата. Так. Бидејќи во Македонија многу малку се знае за оваа појава
а се претпоставува дека некаде од 10 до 15% од населението има дислексија, што е прилично голема бројка. Така. Значи, до сега спроведуваме истражувања за запознаеноста првенствено на наставниците, затоа што нас главна целна група ни се учениците. Значи, колку наставниците се запознаени со дислексијата, че го спроведуваме етапно, постепено, општина по општина, за да можеме да се добијат некакви информации, бидејќи во Македонија нема никакви информации. Прво да се пребројат дислексичарите, нели? Секако, значи тоа е многу важно. Ние можеме да карикираме дека тоа е процент од 10 до 15%, меѓутоа точно колку е не можеме со сигурност да кажеме. Така. Кога прв пат кај тебе беше забележана дислексија? Јас мојата дислексија ја забележав пред неколку месеци, значи јас почнавме со здруженијето, се работеше све, значи воопшто не знаев дека некогаш сум имал дислексија. Кога почнав да ги читам сите симптоми за дислексијата, тогаш сватив дека тоа е тоа. Дека тоа е тоа, всушност. Така. Многу често се случува дислексичарите да се сметаат за луѓе кои што се со пречки во менталниот развој, со некаква блага или помалку блага ментална ретардација. Многу често се препишува дислексијата на мрзеливост. Дали беше така во вашиот случај? Па јас мислам непрепознавањето на точниот проблем, неедуцираните кадри. Едноставно, наставниците се тие кои што први се судираат со тој проблем. Родителите не знам во денешно време колку имаат време, поготово во ова ново компјутеризирано време, да обрнат внимание на своите деца дали имаат дисграфија или дислексија. Така да наставникот е првиот кој што, или предшколската возраст, кадарот кој што работи со тие деца може да забележи дека они се дислексичари. Јас имав една голема среќа и една голема благодарност до мојата наставничка во учителка во основно, која што свати дека веќе во второ оделение, кога почнавме да учиме и друга азбука, тоест не само кириличната и латиничната, дека јас имам проблем голем со пишувањето и со читањето. Беше многу трпелива и успеа да голем дел од проблемот да го надминам. Меѓутоа, она што многу потешко ми беше да надминам е комплексот кој што го добив заради тоа што во моето читање, како што веќе е дефиницијата кажана, јас многу тешко читав. Во гимназиски денови, мојата професорка, наставничка Чапарева, влегуваше секогаш со една иста нервоза на моите писмени работи и велеше: ова е писмена која што има 2 оценки. Видете, целото црвено мастило си го потрошив. Нема точка, нема запирка, нема мала буква, нема голема буква, нема ништо, а составот одличен. 5 за писменост, 5 за состав, 1 за писменост. Следуваше најстрашното, кога ќе ми речеше да го прочитам составот. Од тој комплекс кој што сум го понела со себе, дека сум за разлика од моите соученици неписмена, јас и она што го пишував не можев да го прочитам. И секогаш го читаше некој друг. Тоа се проблемите, зборувам грубо, за да се свати дека, значи, мислата е точна, можеш состав да напишеш прекрасен, можеш се да направиш, меѓутоа има некој друг проблем кој што на друг начин се третира. Подсмевот е страшен. За жал избрав професија каква што ја избрав и долго време ми беше срам пред моите колеги да читам. Сега јавно можам да кажам дека по 10 пати, 15 пати ќе го прочитам текстот дома, кога ќе дојдам на проба ја имав страшен проблем. Сега велам, земете си годишен одмор, дислексичарот чита. Секогаш е добро кога на шека ќе се завртат работите. Дамјан, постојат ли професионалци кои што можат да ја препознаат дислексијата кај децата? Вака сега, тоа е еден комплексен проблем кај нас, бидејќи не сакам да го кажам диагностицирање, повеќе би го кажал детектирање. Кај нас нема стручни лица кои што можат да детектираат дислексијата. Имаме 2 стручни лица кои што се стручни лица за дислексија во Македонија, кои што работат по одредени методи за дислексија.
Меѓутоа, секако дека они може да го проценат детето дали има дислексија или не, меѓутоа не може да дадат официјална белешка дека детето има дислексија. Кај нас такви белешки даваат во Центарот за ментално здравје, белешки за дислексија, меѓутоа сепак со недоволна стручност, барем според моето размислување. Така. Опфатена ли е дислексијата во одредени законски регулативи? Значи, во законот во Република Македонија не е опфатена никако. Според одговорот на претходното прашање, веќе се претпоставува одговорот и на ова. Никако не е опфатена, значи тоа е повторно еден поголем проблем на кој што треба да се работи, да се внесе во законот како посебна состојба. Значи, ние сакаме да издвоиме дислексијата од посебни потреби, бидејќи не се смета како посебна потреба, како едноставно состојба при која што лицата кои што имаат дислексија имаат потешкоти во учење и читање. Така. Можеме овде да направиме кратка пауза, ќе ги погледнеме рекламите, потоа ќе се вратиме веднаш во студиото, ние ќе продолжиме со разговорот, меѓутоа ќе им дадеме можности на гледачите да се јават. Доколку имате прашање или сакате со нас да споделите некоја приказна, некое искуство, тука сме за вас. Знаете дека по рекламите телефонските линии се отворени. Се враќаме веднаш. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Форми инспирирани од светските трендови за софистицирани луѓе со префинет вкус, досега невидено на овие простори. Се на едно место. Посетете во изложбениот салон во Скопје на улица Даме Груев број 3. Најдоброто од Македонија. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. Повторно сме назад во студиото, доколку не следите од самиот почеток од 9 часот и 15 минути, добро знаете за што зборуваме. Денеска гости во студиото се Катина Иванова, нашата позната актерка, и Дамјан Николовски, председателот на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн. Тука се да споделат со нас дел од своите искуства, и двајцата се дислексичари. Како што кажавме на самиот почеток, да појасниме дека всушност не станува збор за болест, не станува збор за никаква ментална ретардација, станува збор за состојба, која што и не е толку страшна. Не, напротив, дури може да биде позитивна. Инаку, малку во литературата, кога подлабоко ќе навлезете во дислексијата, велат, тоа е Божји дар. Гениалноста и дислексијата идат заедно. Ајнштајн, например. Ајнштајн е добар доказ за ова. Па и Тесла. Така, и Тесла исто. Да. Мотото на Сдруженијето за дислексија е всушност тоа, дислексијата е дарба. Да. Значи, така. Зошто се решивте токму за ова и зошто од лично искуство или од работа на Сдруженијето, зошто тврдите дека е навистина дарба? Па самото тоа, кои све личности имале дислексија, тоа се личности на некој начин кои што го имаат променето светот. Мислам дека е доволен доказ за тоа дека дислексијата всушност представува дарба и дека не е ништо страшно. Ние имавме една кампања која што водевме од Сдруженијето, јас имам дислексија, ништо страшно, баш за да го доловиме тој момент. Так, низ оние фотографии кои што колегите од режијата ни помогна и ги пуштија во текот на разговорот, се виде тоа лого всушност на Сдруженијето за дислексија. Имавме неколку фотографии од нивното лого, нели, од настаните кои што ги имаат организирано. Прашање до двајцата. Колку е важно да се утврди што порано дислексијата? Еве, јас ќе кажам се вака на кратко само. Сметам дека е многу важно затоа што понатака во животот, кога не би се открила дислексијата, се јавуваат многу големи фрустрации кај лицата. Ќе кажам еден пример, Британската асоциација за дислексија, една од главните цели е намалување на криминалот, затоа што тие лица не може да се пронајдат во училиштето,
уште помалку на универзитетот, едноставно го фаќа тој другиот пат од животот. Според нивното истражување некако да мислам дека околу 70% од затворениците во Британија има дислексија. Ова е навистина нешто што треба да не замисли. Двојни се патеките. Едната е во позитива, едната е во негатива. Јас имам една реченица која што многу често ја употребувам: непослушните го движат светот. Дислексичарот, бидејќи на поинаков начин ги прима сите нешта кои што ги гледа пред себе, бранејќи се од проблемот кој што не е лоциран дека е дислексија, он пронаоѓа милиарда патишта, дали во позитива или во негатива, зависи од личноста, за да го реши проблемот кој што си го наметнал како прашање, како однос према нешто. Така да се развиваат способности кои што кај другите луѓе не се развиваат со таа брзина. Јас зборувам од лично искуство, јас не сум стручњак, меѓутоа знам што се можам да направам и колку таа практична интелигенција во било која сфера се развива многу побрзо од колку кај другите луѓе. Мислам дека и затоа е дарба дислексијата. И многу се љубопитни. И невозможното ни сака да го пробат. И наоѓаат решенија да не се повредат, да не направат нешто. Навременото детектирање на дислексијата е само една огромна помош за самодовербата. Доколку навреме се открие, пропратните негативности се смалуваат. Доколку не се открие, тогаш интелигенцијата е скоро надпросечна, да речеме, а состојбата, светот ги третира како болни луѓе. Таа колизија создава многу големи и трајни оштетувања кај дислексичарите. Претпоставувам дека можеби и двајцата имате некој искуство кога некој ве исмевал поради тоа што сте го напишале или што сте го прочитале? Катина веќе го кажа својот пример со учителката. Не, јас имам и сестра ми, до ден денеска имаме ние на телефонските броеви, јас имам Драга Додо су ми напишал, нема Дадо, Драга Додо, и тоа ние реченица, овој зборот со кој што ја именувам. Тоа е заради тоа што АО не постоело. Се проблематични. Да. БД исто. Дамјан, можеби сакаш и ти да споделиш со нас некој таков момент кога те исмевал ли некој некогаш заради тоа што си го прочитал, напишал? Јас многу вешто секогаш сум го избегнувал на читање пред повеќе луѓе, значи нешто или ќе бидам болен или гласот ќе ми се фати нешто, така што секогаш вешто сум го избегнувал тоа. Меѓутоа јас имам голем проблем кога читам нешто, за да можам да го разберам, треба да се навратам едно 10 пати да прочитам едната реченица за да можам убаво да разберам. Те фаќа на моменти нервоза кога читаш книга и ти треба многу време за да прочиташ. Ќе се откажам, не можам веќе, значи пошто многу повеќе труд вложувам во тоа. За да прочитам нешто. Што откако ќе се утврди дислексијата? Спомена претходно дека има за жал тоа е нешто што навистина делува трагично, еве така да се изразам. Само двајца професионалци кои што може да ја утврдат дислексијата во нашата земја. Сигурно бројот на дислексичари е огромен, така што овие двајца тешко дека би стигнале со сите да работат. Секако, да. Значи, како изгледа работа со дислексичар? Како треба да изгледа? Секаде низ светот со дислексијата се работи по одредени методи, значи постојат повеќе методи за дислексијата. Дислексијата не се надминува, значи дислексијата е нешто што е вродено и станува цел живот. Меѓутоа, баш преку работа со тие методи се подобрува читањето, конкретно едниот метод е за ориентацијата на лицето, да може да се ориентира, да може да прочита и да му биде се многу полесно понатака. Ја споменавме само до вербата, да се навратиме уште еднаш. Колку е важна, зошто е важна? Како да се изгради таа самодоверба? Прашање од лично искуство, нели? Самодовербата е многу битна. Меѓутоа едно ќе кажам за
не се согласувам дека не се надминува се во дислексијата. Судејќи по сопствениот пример и сопственото искуство. Бидејќи проблемот на наталожените фрустрации е повисок, меѓу непознати луѓе мене ми е тешко да читам. Кога сум сама, не. Ја немам брзината како што сите читаат. Меѓутоа немам проблем ни со разбирањето. Најважно за дислексичарите, тоа е еден апел и до наставниците кои што имаат дечиња во училниците, трпеливоста. Трпеливоста со нив и не подсмевањето, бидејќи маката што ја имаат и уште подсмевот, тоа е страшен товар да се понесе во тие дечии години. Така. Имаме гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Претпоставувам или сакате да поставите прашање или да споделите искуство со нас? Да, прашање да поставите. Повелат. Имам внучка, прво деление завршува. Интелигентна, паметна се, да пишува никако. Буквите ги разбира, бројките ги разбира, а да седне да пишува никако нема желба. Става збор само за немање желба или за потешкотии при пишувањето? Јас не сум стручна, меѓутоа ја си дозволив да прашам. Колку години има? Шара, црта со боички, сака да шара, а бројките ги разбира, ги препознава, а не сака да седне, да се потруди да ги пише. А колку е стара? Категорија негде. Ако не грешам, гледачката рече дека станува збор за девојче од прво оделение, така ли беше? Така. Што да се прави во вакви моменти? Каде да се побара професионалец кој што ќе утврди дали станува збор за дислексија или можеби нешто друго? Може да се обратат во нашето здружение. Така. Да се јават, ние ќе договориме средба и ќе се направи разговори со детенците и со родителите во зависност од тоа со кого ќе дојде. Така. Ова одлична препорака за сите оние кои што се посомневале на знаци на дислексија кај своите блиски, кај своите дечиња, може слободно да ги побараат. Како може да ве најдат, како може да стапат во контакт со вас, да можеме да им кажеме на гледачите? Вака, да може да пишат на интернет Здружение за дислексија Ајнштајн, ќе изгледат и нашите телефони, таму се напишани телефоните, може да ни сконтактираат во било кое време. Така. Како што кажавме, особено е важно да не се чека туку да се побара помош што побрзо. Така. Мислам дека може Катина овде со нас да сподели искуство како изгледаат тие првите читачки проби на факултетот, по факултетот. За еден актер, тука ги споменавме, нели, Ентони Хопкинс, Джим Кери, Том Круз, Дженифер Анистон, Вупи Голдберг, ваши колеги кои се дислексичари, меѓутоа еве одлично искуство. Одлично искуство и најголемата... Што значи за еден актер да е дислексичар? Најголемата траума што сум ја понела како професионалец е во времето, во Титовото време, ми дадоа една телеграма, требаше да прочитам, да му го честитам роденденот од Македонија. Како млада и надежна актерка, ми дадоа текстот го припрочитав едно 20 пати, што значи дека веќе го знам напамет. Меѓутоа, јас морав да бидам званична и да го прочитам. И тоа изгледаше драги, па ќе направам нешто како нешто не ми е мене вред, ќе се закашлам или нешто. Значи, настрана што го знам текстот напамет, препознавањето во таа стресна ситуација на буквите, јас не можев да го прочитам тоа. И се откажав. И тоа долго време ме пратеше дека сум неписмена глумица. Зад себе слушав, мислам, разговори. Оди ли тоа заедно неписмена глумица? Па тешко мислам, не знам како. Таква не сум запознала до сега. Меѓутоа, тоа е страшна работа кога ќе се судриш дека ти не ги препознаваш знаците. Буквите не ги препознаваш. Тоа е таа фрустрација која што зборувам, која што е многу пострашна отколку дислексијата, самата дислексија. Доколку навреме ми се обрнало внимание, јас се растовари во 35-та година дека јас имам дислексија. И ми падна еден терет огромен од мене, за да сватам дека, да, тоа ќе сигурно сам цел живот. А до тогаш се мислев дека нешто не е вред со мене, ама не знам што. И не знам како да се справа.
Сега сум послободена. И многу им благодарам што го актуализираат овој проблем, бидејќи овој проблем многу е битен, поготово за децата во основните училишта. Поготово за едукација на наставниците. Многу битна работа. Споменавме трпеливост. Трпеливоста дека е особено важна. Многу. Неисмевањето и обидот, концентрацијата да се задржи преку игра, преку позитивни примери, не преку негативни. Тоа е апел и до родителите. Не им се децата нити глупави, нити мрзливи, имаат проблем. Тој проблем се надминува само со голема љубов. Така. Како изгледа една читачка проба кога денес вие одите подготвувате нова представа? Ја мислам дека сите мои колеги сте работеле на себе? Не. За да уловиме тој момент колку ви е олеснето тоа? Не, моите колеги сите имаат напнати мускули. На секоја моја грешка или погрешно прочитан збор ме поправаат, јас продолжувам понатака. Малку се шегуваме на моја сметка, бидејќи некогаш смислата ќе ми избега и така натака, меѓутоа се доста трпеливи. Така. Тоа е, уште еднаш ќе споменаме дека е особено значајно да се биде трпелив. Дали оние кои што имаат дислексија се свесни за дислексијата? Колку често, односно оние кои што имаат дислексија се свесни за тоа, за оваа состојба? Можат ли самите да се посомневаат дека станува збор за такво нешто? Значи, ние сме имале случаи во здруженијата кај што... Ова е сигнал дека имаме гледач на линија. Ќе ми дозволиш да те прекинам, да му дадеме предност на гледачот, сепак тука сме заради нив. Добар ден. Добар ден. Претпоставувам дека имате прашање, можеби, на тема дислексија? Имам прашање на тема дислексија. Повелете. Работам како наставник по литература. Така. Значи, многу често сретнувам, релативно често, сретнувам ученици кои што можам да воочам дека имаат потешкоти со читање или со пишување, со препознавање на знаци, со употреба на интерпункција, која што не е во склад со нивната интелигенција, значи. Бистри дечиња кои што вербално многу добро се изразуваат, а имаат потешкоти со пишување. И би сакала да знам дали има можност вие како здружение да организирате некаква обука, бидејќи кажате дека има само 2 стручни лица, значи јас знам дека голем број мои колеги би биле заинтересирани на таква обука да проследат. Одлично прашање, јавување од наставник кои што неколку пати споменавме колку се всушност тие важни најважни во утврдувањето и помагањето на дечињата. Освен родителот, покрај родителот, најважен е наставникот. Така, навистина и благодарам за гледачката, навистина се надевам дека од ова ќе поттикне нешто. Така, да. Да размислите за вакви некои обуки. Да, сега кон нас ние тоа во план да го направиме. Значи почнавме со семинарот, првиот семинар кој што го направивме, дислексија, пристап, форми и методика, да што најголем дел од присутните беа и наставници. Тоа планираме од септември повторно да го прошириме. Првиот семинар беше од информативен карактер, потоа ќе биде веќе нешто постручно со повеќе работилници за да можат и наставниците да применат нешто практично со учениците. Така. Што има таков проблем. Тоа би бил навистина голем чекор. Така. Моето прашање претходно беше дали оние кои што имаат дислексија се свесни за оваа состојба, дали можат да почнат да се сомневаат дека станува збор за дислексија, па понатаму нешто да откријат да побараат помош. Имало случаи во здруженијето кога се јавувале лица кои што сами си препознале дека имаат дислексија. Значи некаде нешто прочитале, сватиле дека имаат некаков проблем, значи со читање, со учење, меѓутоа не знаеле што е, бидејќи терминот е, можам да кажам, непознат кај нас. Значи случајно ќе прочепкале нешто по интернет, виделе па сватиле дека се работи за дислексијата. Иначе за дислексијата се тврди дека се вели дека е скриена состојба, значи по голем дел од случаите не се знае дека воопшто лицето има дислексија, ниту пак е самото свесно за тоа. Каков е твојот впечаток, дали луѓето и оние кои што ќе утврдат дека имаат дислексија или кои што ќе се утврди, се срамат ли по тоа да работат на себе, да побараат помош? Јас искрено до сегашното искуство во здруженијето не сум добил таков впечаток. Кога некој ќе свати дека има дислексија, значи тоа го прифаќа и морам да кажам дека многу луѓе сега и се гордеат што имаат дислексија.
Значи тоа е многу битно. Меѓутоа секако има луѓе кои што не сакаат да го прифатат тоа. Сметаат дека е на некој начин болест или не знам што, па не го прифаќаат. Тоа, ниту пак сакаат да поверуваат. Се меша ли често дислексијата со говорни мани? Значи вака, се меша затоа што не се знае конкретно што е дислексијата, па затоа го мешаат. Меѓутоа не треба, не велам дека некој кој што има говорна мана дека не може да има дислексија. Дислексијата може да има било кој. Може би Катина би сакала да сподели со нас уште некое интересно искуство кој што ќе ги поттикне нашите гледачи да поработат на себе доколку имаат дислексија, да побараат помош. Покрај дислексијата јас имав и дисграфија. Нешто што многу ми помогна во решавањето на тој проблем. Мојата сестра учеше техничко училиште и прв пат видов милиметарска хартија. А бев влюбена во калиграфијата. Вие не знаете која мака е за дислексичар прво правилно да пишува во една линија. Значи јас секогаш моите текстови почнувале во тетратките од озгора некаде до крајот и некаде на крајот таму се збуткани некои букви кои што не знам. Нема место. Нема место и така натака. Меѓутоа јас бев убедена дека пишувам право. Тоа е мојот впечаток. Значи јас немам однос дека сум искривила нешто. Влюбувањето во калиграфијата ми овозможи да ги имитирам тие убави букви. Тоа ми овозможи прво да ги научам буквите правилно, да ги пишувам и да ги препознавам и да имам некоја уметничко доживување додека сето тоа го правам. Жал ми е што не ја понесов таа тетратка, затоа што од почетокот тоа се букви кои што тешко личат на калиграфија, негдека на крајот тие имаат и една сосема поинаква и многу поинтересна форма, дури и моите пријатели кои што се бават со дизајн често пати знаат да кажат ај сега некој буквиче дај ни од твоите. Секогаш е добро вака кога ни смеја се зборува за одредена состојба или одреден проблем, доколку некој кај себе дислексијата ја третира како проблем, нели? Добро е кога работите може да се завртат на шега, да не се гледаат како нешто што е пречка. Може да ни откриете и некои планови за понатаму, што ќе прави, освен она што го споменавме, што ќе прави Сдруженијето, кажавме дека може да ве побараат сите оние кои што се сомневаат на дислексија кај себе или кај некој свој близок. Споменавте дел од обуките. Гледачката која што се јави навистина беше многу соодветно токму поради тоа што е наставничка. Вака, значи ние константно за неколку месеци во Сдруженијето организираме отворени денови каде што сите кои што се заинтересирани може да дојдат да добијат совет, се споделуваат искуства на Еден таков ден беше повод и за ова гостување всушност. Така, да. Ние сега во сабота на 13 јуни организираме таков отворен ден каде што секој кој што сака може да дојде, да се информира, да сподели некој совет, да дадат некоја нивна идеја за активностите на Сдруженијето што да се спроведува. Од септември ќе ни стартува и кампањата за подигнување на јавната свест, која што ќе се вика Јас знам што е дислексија, каде што многу познати личности ќе се приклучат на оваа кампања со цел да се подигне јавната свест за дислексијата кај нас. Така, одлично. Мене ми останува што да ви се заблагодарам за ова гостување. Навистина се надевам дека низ интересен и забавен разговор успеавме навистина да им покажеме на гледачите дека дислексијата е дарба. Да апелираме да се обратат навреме до Сдруженијето за дислексија доколку се посомневаат на проблем, бидејќи навистина колку порано се утврди она од кое што си страдаме или кое што го гледаме како проблем или кое што го криеме. Најчесто во нашево омиљена живење најчесто се кријат тие работи рачунајќи дека секогаш се работи за некоја ментална заостанатост. Срамота ако дознаат дека Да. Така. Навистина се надевам дека успеавме да ги побиеме тие такви гледања, такви сваќања на дислексијата. Ви благодарам уште еднаш за ова гостување. Ви благодарам.
Почитувани гледачи, мене ми е навистина задоволство кога имаме интересна тема секогаш во 24 од се срце. Се надевам дека успеавме да ве поттикнеме да размислите за дислексијата и секако да побарате помош и совет од Сдруженијето за дислексија доколку се посомневате на проблем. Ми беше задоволство уште еднаш да се дружам со вас. Се гледате со мене и со моите колешки, знаете, секој работно утро од 9 часот и 15 минути. Довидување.